Почитувани, со проектот Отвори врата за иднината досега поминавме над 10.000 домови. Директниот пристап до граѓаните, трупнувањето на нивната врата, најде на одличен прием. Добивме навистина одлични предлози, мерки и сугестии за намалување на секојдневните проблеми од областа на инфраструктурата, образованието, комуналната сфера и други прашања поврзани со локални теми. Битолчани бараат услови за локален економски развој, нови мостови, модерни сообраќајници, урбани детски катчина, одржување на постоечките и изградба на нови паркови, бараат купи и чешми, бараат заживување на старата битолска чаршија. Битолчани сакаат врвен спорт и реновирана спортска сала, сакаат фудбалски стадион за почит, бараат зимски туризам. Се жалат на високите давачки, зборуваат за огромните долгови во образованието и она што најмногу им фали – услови за нормален живот. Сите овие и уште многу други забелешки во последните се последица од владењето на ДПМН во овие 8 години, кога се потрошија 200 милиони евра народни пари. Сакам јавно да изразам благодарност до жителите на општина Битола, кои безрезервно ни ја даваат поддршката во нашата заложба за смена на оваа ненародна власт. И сослушавме и забележавме сите нивни идеи и предлози, и заедно со нив започнавме да ја пишуваме програмата за наредните локални избори. Дозволете да искористам оваа прилика да ве поканиме в недела на 28 октомври масовно да се придружите на големиот протестен собир во Скопје за да му кажеме не на режимот на Груевски. Значи, во изминатиот период ние разговаравме со огромен број на граѓани. Тие ни дадоа огромен број на сугестии, предлози и мерки како да се подобри нивниот живот. Врз основа на нивните предлози и сугестии, ние ќе изработиме и ќе напишеме изборна програма која ќе биде во рамките на финансиската состојба во која се наоѓа општина Битола, односно буџетот кој го има општина Битола, и при тоа ќе се обидеме врз основа на проекти кои пред време ќе бидат изработени, да истите бидат градени во таа изборна програма. Се она што е добро во одредени програми, студии ќе биде задржено, се она што сметаме дека треба дополнително да се надгради, да се коригира, истото ќе го направиме.